civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сакала најпрвин да кажам дека ми е мило да сум дел од овој панел денес, како дел од Фестивалот на Слободата. Јас денес сум представник на Министерството за информатичко општество и администрација, но сакам прво да кажам дека во последните неколку години сум имала можност да ја истражувам областа на слобода на изразување и на медиумите, и најмногу ми е како област стојам за тоа како би можела ова право да го заштитам како во рамките на човекови права, не од политички аспект или од аспект на институција која во чија надлежност паѓа и регулирањето на правото на медиумите и аудиовизуелните политики. Само пред неколку часа имав можност, тука веќе соговорниците спомнаа неколку примери за ова сензитивна тема, чија важност најмногу јас осеќаме сега во време на пандемија, во време на криза, пошто сите ние сме поосетливи во вакви ситуации. Само пред неколку часа имав можност да прочитам изјава од председателот на Црвен крст Францеско Рока, кој што ги повика властите и политичарите низ светот да превземат мерки против лажните вести и говорот на омраза, пошто многу во последните денови се шират информации против вакцинирањето за ковид, што тој го прогласи како втора пандемија, пошто се гледа како многу голем проблем. Исто покрај примерите што ги спомна Петрит за во земјата, значи во минатиот период и ние се соочувавме со тоа што вие и денес го нарекувате инфодемија, за лажни вести поврзани со 5G, кои што на чуден начин беа поврзани со вирусот и не обезбедува простор луѓето да можат, значи, да бидат заштитени од тие лажни вести и правилно да се информираат. МИОА, значи Министерството за информатичко општество и администрација во претходниот период има реализирано неколку активности со кои што сме сакале да ја подигаме свеста кај граѓаните. Викам кај граѓаните, пошто тие видеа и активности за кампања против лажните вести беа насочени најмногу кон граѓаните, пошто тие се тие што најмногу и најчесто ги споделуваат овие лажни вести. Значи, медиумите ги креираат, новинарите не секогаш новинарите, пошто сите сме свесни и сведоци на портали и онлайн медиуми кои што не се основани од новинари и во кои што статии не пишуваат новинари. Туку, значи, ова кампања беше наменета за граѓаните, за да помогнеме тие да можат да прават разлика на тоа што го споделуваат. Значи, не се што читат во медиуми, онлайн или офлайн, пошто димензијата онлайн на проширување на вестите секако дека го направи овој феномен поголем предизвик и за поразвиени демократии од нашата. Значи, како дел од исто така во рамките на меѓународната недела за медиумска писменост, значи беше вклучена и МИОА како ресорно министерство за да можеме овие, да кажам, беа првите чекори кои што беа превземани за заштита од лажните вести, но во наредниот период можам да кажам дека и како дел од програмата на владата за 2020-2024 година е предвидено креирање на стратегија против лажните вести. Не знам колку ова е доволен механизам и не знам кои резултати ќе ги даде значи во пракса, но мислам дека е добар првичен чекор кој што може да креира една рамка
за тоа како можеме да се значи да се однесуваме во наредниот период и како што спомнав и на почеток, гледајќи го сето ова од аспект на човековите права, како човек што доаѓа од таа област, би сакала и се надевам дека ќе можеме да придонесеме во оваа област во наредниот период. Знам дека немаме многу време, пошто проширувањето на вестите, посебно во онлайн платформите, е многу брзо. Многу побрзо од тие што можат да носат политики, но мислам дека има простор и заедно еве и со невладиниот сектор можеме да конкретизираме таа агенда барем во рамките во една стратегија. Фала, кратко, јас се надоврзам на тоа што се разговараше, но и за тоа што праша претходно Дехран како можеме да се справуваме со сето ова. Не мислам дека има една единствена формула, но да го искажам моето мислење во врска и со саморегулацијата која што се спомна тука. Значи, најпрвин треба да станеме свесни за последиците од оваа проблематика и колку и опасноста која што може да биде доведена од лажните вести. Еве ќе го надоврзам и со говорот на омраза, пошто често пати лажните вести се поврзани со говор на омраза. Ќе кажам дека допред некое време многу малку се зборуваше, значи и за говорот на омраза и за лажните вести, а и ден денес имаме недостиг на јавна дискусија по овие проблематики. Значи да не чекаме да станеме ние жртва на, да речеме, на говор на омраза или на некоја лажна вест, како што беше примерот на Метаморфозис, како што имаме поединци кои што биле жртви на овие. Значи за да работиме и да работиме на превенција на овие феномени, треба да станеме свесни за важноста на истите. Да кажеме, например, казнивоста се спомна. Има европски земји кои што навистина имаат дозволуваат поширока слобода на изразување, но мислам дека стрикно имаат регулирано преку закони и други одредби го имаат регулирано делот на говор на омраза онлайн, например. И казнивоста мислам, е предвидено во овие закони и тоа со високи казни, пошто се соочуваме посебно во земја како наша, каде што се спомна и сензитивните меѓуетнички односи, сите овие феномени можат само повеќе да ги загрозат овие односи, така да, слобода на изразување треба да има, но затоа се тие лимити кои што мора да бидат поставени и тие примери на казнивост на овие лоши феномени, мислам дека ќе почнат да ги дадат резултатите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.